Катар ги прекина напорите за посредување меѓу Хамас и Израел и објави дека преговарачите на милитантната група ја напуштале заливската држава. Од тогаш Вашингтон ја предупреди Турција да не биде домаќин на лидерите на Хамас. Ние веруваме дека лидерите на злобната терористичка организација не треба да живеат удобно насекаде. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган е цврст поддржувач на Хамас и опишува групата како ослободително движење. Дури и прогласи национален ден на жалост за убиениот лидер на Хамас Исмаил Ханije. Аналитичарите велат дека лидерите на Хамас биле редовни посетители на Турција. Тие со години доаѓаат во Турција. Ханije, кој беше убиен од израелците во Текеран, беше во Турција на 7 октомври 2023. Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан изјави дека нема планови Хамас да отвори политичко биро во Турција, но Анкара инсистира дека ќе продолжи со својата политика на ангажирање и прифаќање на членовите на Хамас. Ankara will continue his position. Анкара ќе ја продолжи својата позиција домаќин на Хамас број 1. Второ, тие ќе го продолжат дијалогот со Хамас со цел да се воспостави мир. Итно ни требаат мир и стабилност. И ако ја прекинете врската со Хамас, со кого ќе разговарате? Израел го напаѓа раководството на Хамас, но досега нема пријавени напади во Турција. Израел вели дека Хамас, терористичка група означена од САД, не треба да ја смета Турција за безбедно засолниште. Според израелските лидери, не. Ќе ги најдат овие лидери на Хамас и ќе ги таргетираат каде и да ги најдат. Но морам да кажам дека Турција му се закани на Израел да не действува на негова територија. Значи, повторно, ова создава непотребни тензии во регион кој веќе страда од толку многу тензии. Хамас се уште држи повеќе од 100 израелци како заложници, а аналитичарите велат дека и покрај осудата на Турција од страна на Израел поради нејзините врски со Хамас, врските на Анкара остануваат корисни за Израел. Ова беше очигледно кога извештаи открија дека шефот на израелската разузнавачка агенција Шин Бет се сретнал во Турција со неговиот турски колега. Турција и Израел имаат еден начин да се однесуваат меѓу себе во јавноста, друг начин да се справуваат меѓусебно дипломатски и во безбедносната соработка. Тоа од секогаш било така. Израелците го пофалија новоизбраниот американски председател Доналд Трамп како цврст поддржувач на Израел, што натера некои овде да предупредат дека врските со Хамас се закануваат да бидат голема одговорност за Турција и значајна точка на тензија со новата американска администрација.